Добар ден, драги пријатели, добродојдовте во денешнава епизода издание. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам на тема која што ќе ги заинтересира многу родителите, односно оние можеби луѓе кои што имаат можеби прво дете или се на пат да имаат прво дете. Не се работи за нешто што ќе го зборувам околу исхрана кај бебиња, туку околу општо исхрана кај деца. Затоа што она што јас го забележувам константно во разговор со луѓе, поврзано со исхрана, особено со родители, е стравот дека дали можеби моето дете се храни правилно, стравот дека дали моето дете доживува добар раст и развој, стравот за здравието на детето и она што секој од родителите му го посакува на своето дете е да биде здраво и живо, но прашање е што превзема во врска со тоа и колку таа филозофија и желба која што има за своето дете ја практикува во пракса. На што всушност мислам? Не мислам да родителите бидат тресали за децата и да константно леле дали јаде кој што треба и така натаму, туку да од друга страна да не бидат и тресали за тоа дали можеби внимавањето во исхраната или практикувањето на малку поздрав и поправилен начин на исхрана е на вистина она што како родители ви е цел. Сега, многу често кога зборувам со родители, од желбата да нивните деца бидат здрави и живи, од желбата за да им угодат на своите деца прават огромни грешки. И на жалост тоа статистички ако го гледаме и ако погледнете малку на Google и да проверите малку бројки како изгледа, не знам, бројот на деца кои што покачуваат телесна тежина во основна школа, бројот на деца кои што можеби прерано имаат проблеми со притисок, со дијабет и така натаму е поразителен и навистина застрашувачки. Она што е уште пожалосно има нагорен тренд, но јас сум дефинитивно оптимист. И неколку работи и поенти кои што сакам да ги знаете кога се работи за исхраната кај децата е дека таа не треба да биде ништо поразлично од она што го зборуваме константно за општата исхрана и како таа треба да биде добра, квалитетна и правилна. И она што треба исто така да го знаете во врска поврзано со децата е дека без разлика на која возраст се наоѓаме, дали сме на 30 години, на 20, на 10, на 7, на 5 и така натаму, нас природата не создала да внесуваме нутритивна вредност во текот на денот и тие внесови на нутритивна вредност да бидат на 3-4 часа. Ова не го кажувам јас затоа што сум препаметен, туку затоа што природата едноставно не создала на таков начин и децата кои се раѓаат знаете дека цицаат многу често во текот на денот. Дали е тоа на 2, 3 или 4 часа и така натаму и тоа би требало да се одвива доживотно, затоа што единствен начин да се зачува метаболизмот активен е да се јаде на 3-4 часа. Сега, потребите да речеме кај децата, она што јас го знам, да речеме кај деца од 6 до 10 годишна возраст, се налики кај луѓе кои што можеби имаат и 20 и 30 години. Односно потребите од калории ако зборуваме кај деца со возраст од 6 до 10 години се движат некаде од 1600 до 2100 калории дневно. Но повторно ќе спомнам, тие калории не се толку важни како бројка, туку многу е поважен составот на тие калории. Односно, дали се тие калории составени од шекери, од чоколади, од смоки, од сокови или се составени од нутритивна вредност која што значи витамини, минерали, добри протеини, добри јаглехидрати, здрави масти и така натаму. И многу често се среќавам со родители кои што сакаат детето да им биде здраво и живо и можеби во газираниот сок кој што детето го пие ќе стават 2 лажици шекер за да не го фати грло од газирано, но не се свесни дека тој шекер кој што го внесуваат своите деца има огромни последици на долг рок зборувам. А никогаш можеби не се запрашале што нивното дете појадува. Секогаш се секираат можеби да нивното дете не биде гладно и да можеби баба му даде некакво парче храна за да детето биде среќно и така натаму, но од љубов и од грижа некојаш се прават огромни грешки. Затоа оние поенти кои што исклучиво сакам да ги запамтите е дека исхраната кај децата треба да биде истата онаа која што имаат и возрастните луѓе, односно истата онаа која што треба да биде квалитетна и правилна, само треба да се запазува нутритивната вредност. И ако ме прашувате дали нутритивна вредност треба да внесуваат повозрастните луѓе и да
внимаваат повеќе или помалите луѓе, односно деца. Јас сум за оваа втората опција, односно децата многу треба да имаат поголема нутритивна вредност за разлика од возрастните луѓе, затоа што нивното тело и метаболизам е се уште во градба. И тие се во раст и развој, како им требаат и доволно и калциум, и витамини, и протеини и така натаму, се она што значи градежен материјал за нашето тело. Затоа не доаѓајте во заблуда и барем ако имате филозофија дека вашите деца треба да бидат здрави и живи, онда ќе правете го тоа кое што вие сакате да го гледате кај вашите деца. Мора да бидете пример пред се вие, за ако сакате некој да го следи тој пример. Не може на вашето дете да му кажете не го јади тоа, да вие го јадете и едноставно вашето дете ќе јаде тоа што има во фрижидерот и во висеките. Немаат тие куповна моќ сами да размислуваат и да купуваат и да одбираат храна. Затоа верувам дека ова ќе биде само еден поттик на да можеби некој од вас кој што е родител да размислува малку поинаква насока и пред се ако сака промена кај своето дете во исхраната да он ја направи лично таа промена, а таа промена не е комплицирана, туку едноставно. Значи редовна исхрана, доволно вода и таа исхрана да биде малку подобра од она што можеби е секојдневие и кој што го купуваме од маркет. Така да за оваа тема има многу за што би зборувале. Не можам се да опфатам, чисто сакав да дадам неколку поенти и можеби да поттикнам некого од вас да размислува во поразлична насока и да ја смени филозофијата и начинот на размислување. Тука ве оставам, ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!